Благодарам. Не можеме да не кажам дека во иднина треба да ставиме крај на односот кон ЕУ и кон незините извештаи како во некоја антологиска песна. Зошто? Бидејќи навистина бесмислено е на крајот на 2021 да зборуваме за 2020 година и посочувам без оглед што пишува во законите, крајно време е праксата на Европската Унија во поглед на извештаите да ја следиме. Зошто ти многу чудно е во 2021 година, на крајот пред нова година, јас сега да посочувам податоци и извештаи од 2020 година. Многу уште потешко ми е кога треба да кажам дека оценката во 2020 година била повисока од 2021 година. Значи да ставиме крај на временската машина. Всушност, кандидати за членови на ЕУ треба да креираат инструменти, меѓу кои извештаите, точно по слична методологија на она европската. На крајот на годината, за да ја почнеме следната со ставови или, ако сакате, со заклучоци што ќе ги спроведуваме. Тоа е прво. Второ, она што сакам да го кажаме дека многу битно за еден ваков орган е кој седи внатре. И кога дискутирам при изборот на нови членови, тоа го посочувам. За да ве контролира некој, за да гарантира самостојност и независност, за да ве оценува, за да ве опоменува, треба да биде во знаењето, во искуството над вас. Значи, да има такво стручно и етичко право. Не можам да не кажам дека, анализирајќи ја структурата на судскиот совет, не говорам само за ова, зборувам и за претходно, дека е факт дека во судскиот совет многу често се влегува по партиски и политички клуч, а не со кариера, односно не со знаење и компетентност. Сигурно дека тој што ве номинирал, ќе ве контролира и нему, а не на граѓаните, а не на правото и правдата, ќе им должите многу. Уште во креирањето на овој орган се појавија, како и во науката, дилеми за неговиот состав, за неговиот начини. Уште тогаш велев дека не треба да бидат министерот за правда и председателот на Врховниот суд членови екс официо, меѓутоа преовлада другово решение. Дека сум била во право покажува она што се случуваше деновиве и тука не можам да не искажам поддршка на судскиот совет за она што го кажа. Меѓутоа, она што мене ме шокира, што ме плаши е како може портпаролка на партија, замислете, да именува лица судии, бидејќи, значи, знаеле кој како гласа, да спомене две личности. Тоа е непознат феномен. Непознат феномен што зборува директно за мешањето или обидите за мешање во тело кое што треба да биде синоним за независност, стручност и компетентност. Како тоа се збедува надвор? Најчесто онаму каде што постојат вакви органи со повисоко мнозинство, нешто што се нарекува супер мнозинство, се бираат членовите, а не со мнозинството што е доволно да формирате влада. Тоа е исто така за овај потенцирање.
Што сакам друго да кажам? Значи, кога го читам извештајот, првата препорака ми е, не мора во извештајот страници и страници да се однесуваат на статусот на ова тело. Тоа имаше логика 2006 година кога се воспостави судскиот совет, кои му се надлежностите, што му е визијата, што му е мисијата. Оти зборуваме за годишни извештаи. Она што мора да се развива во иднина е, наместо скрипцијата, наместо бројките, да имаме аналитика. Не го обвинувам судскиот совет анблок дека тоа не го сторил затоа што не сакал или не знаел, туку зошто, бидејќи знам во извештајот читам, нели, за потребата од развивање точно на органот што ќе се бави, што е врзано за средства, за вработувања, токму со аналитика, но тоа е вообичаено. Зошто ова го велам? Зошто кога ќе се наброи колку судови биле ажурни, а колку не, воопшто тоа ништо не значи. Ажурноста или неажурноста е различна и од различни причини. Некаде може да бидат наследени предмети и вие да се утепате, гледам, од ажурен суд, гостиварскиот се вклучуваат суди и на други, не можете да го надоместите она што е наследено. Меѓутоа, прашањето е тука. Првоосновно, дали она што се случува кај нас, например, јас не гледам податок за предмети што застареле, ниту причини на застареноста, дали може би замислете, тогаш е страшно, дали застарувањето е еден од начините за да се решат многу предмети под наводници. Или, например, навистина не ми е јасно, зошто прво не се расчисти и зошто не гледаме методологија од типот во кој рок треба да се расчистат предметите, од која година, сигурно најстарите, за да се почнат кои нови предмети. Значи, податокот не кажува многу, бидејќи различни причини има за ажурност или за неажурност, повеќе за неажурност. Друго што би сакала да укажам е, некако работата на ова важно тело ме подсетува на работата на Државната изборна комисија. Постојано велиме дека треба да таа да прерасне во едно професионално тело со професионална администрација, ама да не се изборите, нема да гледаме активност и мислам дека 29 седници за една година, се разбира, тоа не значи дека членовите на Советот не се занимаваат индивидуално со работата што ја имаат, но тоа е премалку. Стручните тела секогаш постојано работат. Политичките тела повремено. Ова е тело што треба да биде врв на стручност и компетентност и мислам дека на поинаков начин може би треба да се работи. Понатаму, што друго би сакала да потенцирам? Она што веќе беше кажано, меѓутоа гледам, значи, покрај ова што велиме дека што велам јас дека седниците, мислам дека се многу малку, друго. Во делот се зборува и за постоење на уставни и законски услови, одредби има за статус, раководство, надлежност и структура, ги знаеме тие, реков да не ги повторуваме, меѓутоа во извештајот се споменува и стручната служба, која е многу важна, бидејќи логистичка поддршка е, меѓутоа е интересно и тука. Велите дека правилникот за внатрешна организација, го цитирате и велите дека од 50 работни места, пополнети се 30, да 20
многу важна бројка, и не се пополнети некои клучни места и сега пишува тука технички секретар на председателот. Не знам дали можева да го квалификуваме како клучно место, и со право оделението за аналитика и статистика. И сега моето прашање е како без вакво тело вие утврдувате состојби, и мислам дека тогаш веројатно товарот на самите членови на судскиот совет е голем. И тука ве поддржувам во поглед, го потенцирав тоа неколку пати во поглед на финансирањето. Кога ги гледам структурите различни, да, низа од податоците се врзани за половата структура и етничката структура, што забележувам исто? Како да е судот, институција, судовите, да се место каде што судат македонци и албанци. Значи, неверојатно е, се различен е процентот, 75% македонци, 25% албанци, ама ги нема помалите заедници. Тогаш моето прашање и страф е дека можеби дури и кога стручноста и компетентноста се карактеристики, ние во тој погубен, морам да кажам, бинационален концепт, наместо акцентот да го ставиме токму на нив, многу пати ја гледам Љатив и сум велела дека треба да се заштитат оние кои што се најмалку представени. И треба прво да се препознае стручноста и компетентноста кај нив. Значи, ова се податоци кои на вистина многу кажуваат и бараат големи промени. Кога е во прашање половата структура, еден интересен феномен, мажи 29,17, жени 70, кога 83, човек вели мора со квота да се заштитат мажите. Да, но како жена, чиј пат, како и на сите жени овде, е потрнлив, тоа ве прави повеќе да учите, си велам, да не е причината во тоа што, кога се цени стручност и компетентност, може би тогаш излегува на видели на ова, а она што мене страшно ме загрижува и со што не само вие, сите мораме да се справиме, е таа диспропорција, тој несразмер меѓу учеството како судејки и одеднаш на клучните функции сосема друга диспропорција. Тоа е целосно нелогично. Од секој аспект, бидејќи тогаш дискриминацијата е повеќе пратна. И за жал, секаде е така. Затоа јас често пати повикувам на радикални промени, не заради суетата, туку заради знаењето, умот, тој потежок пат. Понатамо што би сакала исто така да кажам. Значи, не гледам овде преглед по судови на, или да не сум занемарила, значи имате 255 суди и поротници и така натам, се води сметка за правична застапеност на граѓаните, да, меѓутоа никаде видов дека не секаде има вакви податоци. Оти мене ме интересира баш во судови, определени средини, намерно го зборувам ова, каде што процентот на така наречените помали заедници е поголем, дали тоа не треба да се одрази и во составот на судот. Некако исто е, без оглед дали живеете во Западна Македонија или во Источна Македонија, овој биетнички принцип како секаде да постои. Кај представките, многу пати и лани разборував, значи, исто така
велам дека дали кога велите, кога ќе види човек колку представки се прифатени, тоа е многу низок процент. И си велам сега, граѓаните се критични, зборуваа за бројките. Дали тоа навистина значи дека граѓаните кога се жалат, не знаат зашто се жалат, или пак дека механизмот на оценувањето значи не е во ред. Зошто ова го велам? Дека и Сдруженијето на млади правници и така натаму стопати вели дека е потребен еден поодговорен однос кон барањата и представките на граѓаните. Исто така, кога да не ве оптеретувам сега, јас сите бројки сум ги навела, значи Комисијата за известители, колку запрела писмена опомена кога гледам, исто така како да односот не е толку критички како што треба да биде, оти гледам сега да речем одлука за разрешување за судии за нестручно и несовесно вршење на судски функции, понатаму една постапка запрена, писмена опомена на еден судија и така натаму, да бидам искрена, низ призма, низ очите на граѓаните и нивната перцепција на судството, ова ми изгледа дека е преблаго. Две барања за повторување постапка заради донесени пресуди во Страсбург. Добро е што ни ја кажавте сумата, бидејќи тоа ќе го искористиме како аргумент дека не е точно дека во буџетот секогаш се предвидуваат средства во очекување на пресуди кои што ќе бидат во полза на граѓаните кои се оштетени, туку можеби понекогаш и да се најдат средства во буџетот за било што, но пораката е лоша. Ако предвидувате повеќе средства од претходните, вие признавате дека во Страсбург сте слаби и дека редовно очекувате пресуди кои што не опоменуваат дека би требало поинаку да се однесуваме, пардон. Што друго би сакала да прокоментирам? Нема да оптеретувам околу оценката на квалитетот и ажурноста на судовите и сега бидејќи кога тргнуваме од Врховниот суд, колку намалил предмети или од Вишиот управен суд и така натаму, ми е многу важен еден податок. Значи, реков, зошто е ажурен, а зошто не ажурен, кои се причините, посебно, и тука посебен коментар имам, читајќи го извештајот на оценката за Вишиот управен суд и управниот суд, зошто го споредувам оценката со оценките во другите извештаи. Се сеќавате на оценките што ги добивме од Народниот правобранител. Значи, каде што се вели, го намалил за остатокот за толку и толку, а јас си викам, а што, колку, од што почнал, значи, што направил точно? Го намалил за 681 и ажурен бил, зошто, како? Нема одговор, треба да има. Она што со просторот го споменувате, знаете што? Прво, да не зборуваме околу самото формирање на управниот суд и Вишиот управен суд, особено по некое француско искуство, да речеме, да го оставиме тоа. Меѓутоа во науката и во анализите има дека нема потреба од Виш управен суд, например, и се критикува жестоко неговото постоење, зашто кога, ја гледам колешката, кога споредуваме ние време кога Врховниот суд постапувал како највисок суд, некако податоците како да се поинакви. Ова го споменувам не за да ве критикувам, туку за ние во тој постзаконодавен надзор
крајно време да видиме каде оди управното судство, бидејќи големи критики. Може би најслабата алка во судскиот системот, она што го читаме е управното судство и со просторот. Знаете што ме плаши мене? Прво да не си ги избраа луѓето или да не ги надија за определена улога што ја имале предходно, па за просторот и не е важно, ти често пати тоа се случува, ама вие мора прво да обезбедите амбиент, услови за работа, па после да бирате луѓе, бидејќи за да има ефикасна работа, треба да има и, значи, услови за тоа. Се плашам дека проблемот тамо и не е толку во просторот, иако е важен, туку во профилот на судиите. Нема овде, јас сум направила анализа за секој суд, посебно од Битола преку Охрица, колку намалили како и секаде гледам дека има различни причини, зашто велам да, генералната оценка е неажурност. Ако можам да го сведам ова на некој заеднички делител, па потоа значи да, апелационите судови исто така предметите, просто да се исплаши човекот бројот на предметите, значи што ве туркав до заклучок дека се доцни. Што знам, една радикална размисла, и не само моја, на луѓе кои се бават со ова материја, велат дека па треба можеби да преиспитаме дали толку панчо основни судови ни требаат и толку апелациони судови. И таква студија сум прочитала за нас. Била не е судот полициска станица или амбуланта, па да го има во секое место. Зашто квалитетот тогаш ќе расте. Иначе, околу академијата. И тоа е интересна работа. Не сите држави имаат, па и во така наречениот континентален тип на судство, не сите имаат академии, понекогаш ние, кога земаме идеи, бидејќи големо влијание има советите од меѓународни институции, се доведуваме до многу чудни ситуации. Да земеме дел од во мозаикот од англосаксонскиот систем, например, многу луѓе ме прашуваат по улици: Господјо, зошто се вика апелационен суд? И сега ја да му кажувам, па знаете, appeal на англиски е жалба. Безсмислено. Значи, тоа го препознавате влијанието. И сега дел од континенталниот европски систем, и кога ќе го направите тоа во комбинација, тогаш во мозаикот има многу чудни решенија и затоа го поддржуваме решението дека имаме ние експерти во оваа област, имаме ние во фелата почитувани луѓе, кои ги знаат и компаративните искуства и дека навистина треба да изградиме еден компатибилен систем со европскиот, со континентално европскиот систем, меѓутоа да не комбинираме решенија што навистина си противречат. Меѓу останатото, велите дека неажурноста се темели и на COVID-19, точно е дека COVID-19 на се одрази и би било навистина неодговорно да тврдиме дека не се одразило и на судството, меѓутоа, она што е страшно, што нас не тера или што вас мора да ве натера на стратешки пристапи, што и кога немало COVID-19, неажурноста била карактеристика, и сега. Сега слушнав јас разнични предлози, неко повеќе суди, треба и така натаму. Јас сум една од оние кои што потенцираат од мој аспект, од аспект на уставното право, дека чуден систем сме, бидејќи обично судиите во и другите држави се регрутираат од адвокатите, од врвните адвокати,
и тоа во англосаксонскиот систем од баристерите, а кај нас судиите заминуваат во адвокатура. Тоа е исто важно за истражување. Причините не се само материјални, туку причината е недоверба во надпреварот кој што постои адвокат наспроти јавен обвинител, што значи амбиентот судски. И кога јас овде во оваа сала дискутиравме за законот за јавно обвинителство, остро се спротиставив на она дека ако не сте почнале како приправник, јавен обвинител, ако не сте, значи, во академијата, дека не можете да влезете во јавното обвинителство. Напротив, реков дека кога е професорската фела во прашање и кога е адвокатската фела, тврдам дека нема подобар резервоар на кадри од адвокатската фела и сега ние постојано, значи, во надпреварот ја исклучуваме. И потежок е нивниот живот, тогаш и мора да учат, никој не стои зад нив, освен самите тие, и ние имаме адвокати со кои се гордееме, меѓутоа, мислам дека треба да превземеме определени мерки. Кажав дека граѓаните не верувам дека секој грешат, а судиите дека ревносно и одговорно си работат, се сомневам по она што го видов како мерки. Меѓутоа, кога зборуваме за судот во Страсбур и така натаму, значи, неажурно е судството, доцни, тогаш е многу логична забелешката на граѓаните дека постојат сериозни индиции за одолговлекување на постапката кога треба или за забрзување на постапката кога треба, дека не се почитува роковникот за процесни действија, дека не се објавуваат како што треба судските одлуки, дека има повреда не само на процесниот и материјалниот закон. Значи, тоа е нешто што секој ден го слушаме. И навистина мислам дека ваквата реалност турка или бара од вас реакција која ќе биде, како што велите вие, со повеќе пари, не само ќе биде и стручно обезбедена, но се разбира повторно. Стручноста, кога постои во едно тело, е гаранција и за стручно однесување. Ако во ова тело, кое е едно од најважни, не е компонирано според стручност и компетентност, чуда не можеме да очекуваме. Понатаму, кај представките, значи, сакав да кажа, еве, повторно овде сум го потенцира, дека најголем број подносители се физички лица, значи 481, а правни се вкупно 16 или 14, нешто сум. И ова ми е мене еден интересен податок кој што бара толкување. Бидејќи правните лица обично имаат и тимови зад себе кои може да ги упатат во повредите, значи не знам дали е, ќе речете, перцепција на граѓаните која не мора да биде точна. Не верувам. Реагираат граѓаните туку така, интересно уште повеќе невладини 3. И тоа ми е чудно, бидејќи тие ги штитат другите тимови и зад себе имаат и така натаму. Државни институции 51, анонимни 10. Значи, јасно е кој е најзасегнатиот и кој е најповредениот. Предпоставувам дека другиве во некои други постапки се договараат или доведуваат до решенија.
Да не заборавам кога реков други постапки. Да, знам дека медијацијата кај нас е недоволно искористена и дека треба доволно да се искористи, но мислам дека и тоа може да биде едно од добрите решенија. Нема да финансирам, да коментирам, да кажувате за актите што сте ги донеле, правилникот, методологијата и така натаму, деловникот, стратешкиот план, значи многу важни се, бидејќи еве доаѓа и следниот извештај, како ќе се употребат или како ќе се употребат во надминувањето на проблемите што не само ние овде, пратениците од опозицијата, тие се разбира дежурни се, не случајно, тоа е логично, ама и пратениците од мнозинството укажуваат на некои проблеми, меѓутоа мислам дека тоа се следните чекори. За буџетот јас дури дадов изјава, да, знаете што, да повторам, буџетите како акти се многу чести пред уставните судови во Европа. Францускиот уставен совет е многу познат по оценка на уставноста на буџетите, зашто се работи за граѓански или за народни пари. Ние немаме таква надлежност, нема, значи кај нас на уставниот суд, меѓутоа зборувам само за да го кажам процентот. Значи, ако се предвидени во законот 0,8, тогаш законот се крши. Бидејќи на тоа треба сите ние да повикаме дека е важно да се почитува законот. И јас дадов една чудна изјава дека францускиот судски совет веднаш, уставен совет, веднаш би рекол дека е ова неуставно однесување. Што сакам уште нешто? Слободните места на 50. Но она што мене ме загрижува, јас малку поинаку мислам од колешката околу селекцијата на кадрите. Главно тестовите за судска академија или слични некои тела секаде се писмени, заради неутралност. Да, на универзитетот се учи на правните факултети и реторика, и еден дел треба да биде во врска особено со симулацијата на случаите, кога треба предмет да решите, па да покажете дека знаете да поставите проблем, да го решите, како да напишете диспозитив, како да ја образложите. Оти сме читале, не знам тоа, ако се објави некаде, пресуди сум имала в раце, не ми се верувало. Мислам, тотално нелогичен, ни диспозитив, ни санкција, ни поука. Просто да се чудите и тогаш се сетив на нешто што мора да се развива, може би и вие да упатите апел. Она што се нарекува правно-клиничко образование. Значи, тоа е дека мора, законот вели за високо 30% да биде пракса. Сум имала ретка прилика со Колумбија универзитетот од 1999 до 2007 година да работам на проект за правно-клиничко образование и да го отвориме Центарот за клиничка едукација на правниот факултет. Затоа се тие добри судии. Уште од прва година со конкретни предмети. Значи, се вежбаат. Па, бившите јавни обвинители, судии доаѓаат и волонтерски им помагаат и добивме, верували или не, над 220 предмети во кривична и граѓанска постапка. За жал, најчести клиенти беа жени, за жал, најчести клиенти беа сиромашни луѓе. Меѓутоа, студентот така учи не само пракса, туку емпатија. Уште една врата, значи во многу судови има, на многу факултети, има можност за правно-клиничко образование. Тоа би го подобрило квалитетот на потенцијалните судии. Извештаите овде,
Значи, да гледам дека секој член на Советот е определен како координатор за следење на работата во соодветниот суд. Предпоставувам тоа е она што одзема голем дел од вашето време заради што реков ја забелешката за седници 29, кои за мене се малку. И сега, што уште сакам да не должам, значи, мислам дека треба во пишувањето на извештаите, бидејќи кога ќе имате логистичка поддршка, да бидат повеќе аналитички, помалку дескриптивни, за тоа треба кадар. Мислам дека нема потреба од повторување на одредбите што се уставни или што се законски. Зошто? Бидејќи зборуваме за извештај од година во година. Значи, очекувам, вие имате, се разбира, препораки, меѓутоа, очекувам зголемена улога на судскиот совет во одбраната на самостојноста и независноста, затоа ве пофалив, затоа потенцирам дека се потребни пратенички прашања, оти кога ги упатуваме пратеничките прашања, ние не ги упатуваме само кон министрите, туку кон сите носители кои се избрани или именувани од ова собрание. Замислете едномесечен мораториум на било каква контрола. Од, што знам, јавен обвинител, народен правобранител, еве председател на судски совет и така натамо. И затоа е добро што го кренавте гласот. Понатаму, да, треба поактивно учество да има судската власт во креирањето на законите за судството, бидејќи на неа се однесуваат, како што јас сакам да учествувам во закон за високо образование, сигурно сакаат и тие, значи затоа треба да ги отвориме, еве овој простор, и за расправата да ве каниме, навреме да црпиме од вас, од проблемите со кои се соочувате, решенија, затоа е тој постзаконодавен надзор, да видиме каде нешто да смениме, што да потенцираме, што да развиеме, значи мора да ги отвориме. Но, ако законите се дискутираат на оваа комисија, која е матична комисија, тогаш ќе има шанса за тоа. Ама ако законите заради одредба што ќе стапи во сила по нашето членство во ЕУ, одат на Комисија за европски прашања, тогаш нема ниту инклузивен модел, ниту можност да ве вклучиме вас во креирањето на законските решенија. Значи, очекувам кога ќе се оформат оделението за статистика и аналитика со пополнување на работни места врз основа на стручност и компетентност, да се зафатите и со оваа важна работа. Што е? Понатаму, не гледам заклучоци и предлози, имате за надменување на состојбата што ја обработувате и можеби во некој иден извештај како го анализирате делот, значи прво која е состојбата, нотирано, па излезни решенија, па чекори стратешки што треба да бидат во следната година или во идните години. Да, за жените на повисоки функции кажав и реков дека не само вие, не е вината во вас, во нашите закони ние имаме бескрајна традиција, транзиција, па и во извештаите. Ако толку се повикуваме на ЕУ, таа методологија треба да ја следиме во иднина. На крајот на годината да го имаме извештајот, не во април, а не особено дел од вината, реков, е наша, затоа што сега се нашо во овој извештај, сигурно вие не сте влијаеле, за да можеме заедно да ги превземаме следните чекори, а во некоја друга прилика
уставни измени, добро да размислиме дали треба внатре да бидат, без оглед што не гласаат или што не доаѓале министерот за правда, од типу некој доволно е само да знаете дека е член, па тоа да има влијание во систем на партиска логика. Иначе има, точно во многу земји во советите седат по функција и министрите за правда, ама нема да им текне, а да кажат некој конкретен предмет, бидејќи јавноста идниот ден ќе ги натера да поднесат оставка. А за председателот на Врховниот суд, исто така реков, бидејќи е дел од системот во постапка по жалба. Самото негово седење, тамо каде што се одлучува за независноста и самостојноста, значи и тие се субјекти, ваши потенцијални клиенти за проучување или ако сакате, мислам дека ако имаме во предвид партизацијата и политизацијата, најдобро е да ги отстраниме. Благодарам. Благодарам.